Почитувани, ви посакувам Божиот благослов да биде со сите вас. Ова Библија, тоа е една Библија, односно, сите Библии во светот се една Библија. Различни преводи од различни луѓе и ја има во целиот свет и секој може да ја чита. Оваа Библија на многу луѓе помогнала, кога биле на работна пропаста. Ќе кажам нешто во врска со Библијата накусо, дека оваа Библија има 66 книги, не 77 како што има во некој, туку само 66, бидејќи тие се вдахновени од Бог преку Светиот Дух. И Бог ни ги дал за да се учиме, да се поучуваме и да бидеме угодни во секој поглед на Бог. Ќе кажам нешто во врска со тоа дека оваа Библија на многу луѓе кои што биле, како што реков, на работна пропаста, им помогнала. На многу луѓе кои што биле на алкохоличари, кои што биле другираши, кои што биле во некоја безизлезна состојба, Библијата им помогнала. Еве ќе кажам збор 2 за насилството или против насилството. Се повеќе читаме и слушаме за насилство врз жените во семејството. Не само во Македонија. Во Македонија навистина тоа е загрижувачки, туку и во целиот свет. Ете, слушнав и прочитав дека во Германија е на листата на тоа зло. Според Библијата, бракот е света институција, даден од Бог. Бог го благослови бракот, Адам и Ева. Мажот и жената стапуваат во брак за да живеат радосно и среќно и да подигнат побожно семејство преку нивните деца. Бракот е од Бог благословен и таков треба да остане, благословен. Во самиот старт на бракот, при венчавањето, момчето и девојката склучуваат завет со неколку реченици. Но најважната е дека и во добро и во зло ќе се гледаат едни со други и ќе си помагаат. Но љубовта е врв на сето тоа што го ветуваат во чинот на венчавањето. Но сега се поставува прашањето од каде потоа се случуваат грозоти, насилства, тепање, убивање. Мажот ја малтретира, ја тепа својата жена, а таа му е дар од Бог. Библијата вели дека секоја жена на мажот е дар од Бог. Од каде сега тој да ја тепа, да ја клоца, да ја ранува и во крајен случај некои посегнуваат и по нивниот живот. Мажот, кога ја зел за жена, треба да ја обезбеди радосен живот, да се грижи за неа, да ја сака, дури толку да ја сака, до степен да си го даде и животот за неа, како што Исус си го даде животот за неговата црква, умирајќи на крст. Многу мажи си го растураат бракот само заради тоа што се предаваат на ракија, пива и вино. Од ракија, пива и вино настануваат кавги и многу несакани нешта. Тоа го зборувам затоа што пијанството предизвикува секакви нереди во домот. Кога мажите би ја читале оваа книга, наречена Библија, и би живееле според низините упатства, ќе нема, ве уверувам, ќе нема ни едно насилство. Зашто мажот нема да изборува лоши зборови и навреди на жената, а камоли да подигне рака, да ја удри, да ја удира. Мојата препорака во Македонија е да се чита Библијата, да се презентира насекаде како книга која има решение и за насилството и за сите други зли појави, а како крајен резултат дури и спасение на душата, а пред се Библијата е за спасение на душата. Завчера понудив Библија на 2 личности. Не сакаа да им ја дадам. Ми беше жал што го одбија лебот на животот, зашто Исус рече, јас сум лебот на животот, кој јаде од мене ќе живее вечно. Тие тоа не го сакаа. Бог нека действува преку Светиот Дух, да се вразумаат луѓето, мажите, па ете и жените,
и да сватат дека со насилство не се постигнува ништо на овој свет. Никој нема право да малтретира, да удира и на крајот да убива. Библијата вели мажот да ја сака својата жена како што се сака самиот себе. Некој на оваа што го напишав или зборувам ќе рече дека тоа е наивно. Но во тоа е решението на сите проблеми во општеството. Да, на сите. Оваа Библија ќе помогне. Бог да им помогне и на насилниците и на жртвите од насилниците. Мажу, не само што немаш право да удираш, туку немаш право и лош збор да кажеш на твојата сопруга. Бог да ве благослови. Амин.